Во Србија и Словенија на планините паѓа снег, а на граѓаните во Кочани и пошироко веќе им е ладно. Таква е реакцијата на оние кои немаат пари за огрев, но и на тие што имаат, ама немаат од кого и од каде да го набават. Сепак најстудено им е на одреден број наставници, кои ратите ги плаќале во кеш, по склучен договор со добавувач, ама на помалку од месец пред стартот на грејната сезона, за нив нема ниту пари, ниту дрва. Случајот ќе добие судска разрешница, но тоа е долг процес, а студот не чека. Со заладувањето по автоматизам и цените на огревот скокаат, па и трговците и граѓаните со доза на страв се будат секое утро, очекувајќи да слушнат колку поскапеле дрвата, колку пелетите и брикетите. Струјата и без тоа веќе е прескапа, па дури и штедењето не ги спасува. Па ја на дрва се греам, ама оваа година тешко се снабдив. Лажаваме 3-4 месеци, ама успеав да земам. Почнаа од 2,5-2,800, ја ги успеа 4 да ги земам. Сега гледам 5 ги продават. Снабдив, ама многу на среќа некоја. Една комшика некеше дрва да зема и јас сега. 4.000, 4.300 и 500. Ја на клима се греам. Со струјата ќе видиме колку е толку е. Нема ефтино више, ни дрва, ни струја. Ја на струја ако има. Ако дрва не сум купувал и не рачунам. Околу 5.000 денара доваѓат. Додека на легалниот пазар се одвива драматична трка по огревно дрво до последен момент, пред да фатат есенските студови, уште подраматично е кај нелегалната сеча. Граѓаните кои не сакаат да зборуваат јавно, коментираат дека дрва се крадат и дење и ноќе, со камиони и камиончиња, со трактори и комбиња, со коли и со коњи и магариња. Ако некој се открие и фати во дрвокрадството, следуваат освети како палење шумски кукички или предизвикување други штети.